Благодарам, потпредседателе. Колешке Арта, бев дел од претеничкиот мандат во 2012 година кој го споменавте во вашето обраќање, бев дел и од претеничкиот мандат во 2017 година. Денес вие кажавте многу тешки зборови, многу навреди упатени конкретно кон луѓе, кон колеги, значи упатени конкретно и кон мене. Јас нема да си дозволам денес, вечерва, да ви вратам со речникот кој што вие го користивте, со зборовите кои што вие ги користевте во вашиот говор, но кога ќе седнете после контрарепликата или во текот на утрешниот ден, јас искрено ве замолувам да го прашате председателот на Собранието Талат Џафери или колегите пратеници од ДУИ со кои што бевме колеги во овие мандати кои што вие ги споменавте, и тие ќе ви раскажат како всушност во тој период функционирала ДУИ и како функционирале со колегите пратеници од ВМРО-ДПМНЕ со кои што беа во коалиција и конкретно како се случиле овие настани, а не да прераскажувате од соопштенијата на СДСМ. Имате можност изворно да слушнете. Почитувана колешке, најверојатно вие сте од ова новата зелена коалиција на ДУИ, па не го знаете добро минатото на вашата партија. За функционирањето на ДУИ во периодот од 2008-2017 година, како што ви реков, ќе ви кажат вашите функционери, функционерите на вашата партија, меѓутоа се надевам ќе бидат искрени со вас, па ќе ви го кажат своето искрено мислење за луѓето, за нивните колеги, за функционерите на ВМРО-ДПМНЕ, за кои што исклажавте најлоши, најзлобни зборови кои што можат да излезат од една човечка уста. Просто не можам да поверувам дека една жена, една дама си дозволи вечерва да ги изговори. И поставете си го прашањето, ако утре, а еден ден ќе биде тоа утре, бидете во коалиција една блиска или во тие зони кои што пробавте професорски вечерва да ги интерпретирате со ВМРО-ДПМНЕ, навистина не знам како ќе не погледнете во очи и како ќе соработувате. Па и да не сте во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, од утре треба ние да функционираме во ова собрание. Јас не знам како планирате да не погледнете во очи и да седнеме да соработуваме за доброто на Република Македонија и за доброто на граѓаните. И почитувана Арта, ако некој денес го навреди председателот Талат Џафери, обидувајќи се што повеќе да му се додвори, тоа бевте вие што на вториот човек во Република Македонија му доделивте еден многу лош епитет, сакајќи да се издигнете во неговите очи. Благодарам.